уважени мои соборци. Добро вечер на вас што сте овде присутни, добро вечер и на оние што од другата страна на реката не следат. Добро вечер на сите. Само ќе ги сакам да им порачам, да им испратам неколку пораки, да се сетат на овој момент кога после 10-15 години нивните чеда ќе ги прашат каде бевте кога згасна еден млад живот за победата на Груевски? Каде бевте, мои родители, кога ВМРО ДПМН си го уби своето чедо, си го затвори Љубе Бошковски? Тогаш молчевте. Каде бевте кога згасна демократијата на 24 во храмот на демократијата? Затоа, почитувани граѓани на Штип, кренете главата, кренете го својот глас и сите да бидете овде на ова место заеднички да се избориме за нашата слобода. Почитувани сограѓани, очигледно дека полошо од комунизмот е неокомунизмот. Полошо од фашизмот е неофашизмот. Во овој момент во нашата држава владеат неокомунисти и неофашисти. Оваа држава со буџет од 2,6 милиарди евра немаше ниту 100.000 евра да одвои за градот Штип. Не бевме достојни ни да ни одвојат средства колку што плаќаат за апаратчињата во Скопје да ги чуват нивните споменици. Оваа влада има пари само за крадење, а нема за градење. И сето ова го кажа опозицијата, сето ова го предочи опозицијата и не дозволи нашите деца, нашите внуци да бидат задолжени со нови пари кои треба да ги враќаат наредните поколенија. Секое наше новородено дете е задолжено со 2.000 евра на самото раѓање. Ова опозицијата го кажа јасно. На 24 не дозволи на криминален начин, на неуставен начин да се донесе буџетот во храмот на демократијата и видовте сами што се случи. Тој ден беше закопана, беше погребана демократијата во храмот на демократијата. И за да нема сведоци, ги изфрлија новинарите. И да биде фарсата поголема денес, Јанкуловска, Ставренски и Груевски велат правдата била од нивна страна. Ако е од нивна страна, зошто вчера се извинуваа на новинарите? Кои лажат? Зар мислат дека се уште лагата ќе помине кај овој народ? Народот е доволно свесен, народот е доволно паметен за оваа 2013 година, година која ќе биде на победници, година на упорни луѓе, година на борци да бидат казнети, да биде ставено крај на фашизмот, да имаме една слободна држава, една држава каде што нашите деца со гордост ќе се школуваат, ќе работат и ќе ствараат. Нашите деца заминаа од оваа држава благодарение на оваа власт. 447.000 жители се иселиле во последните 5 години од Република Македонија. Благодарение на оваа влада, Република Македонија ќе биде прекрасно место за умирање. Зар ќе дозволиме нашите деца да одат да ствараат во странство, а овде да доаѓаат и да ги трошат своите пензии? Затоа, почитувани граѓани, почитувани сограѓани, се помасовно, се поупорно и пожестоко треба да дадеме отпор на оваа ненародна, на оваа фашистичка власт. Секојдневно на истото ова место, сите заедно да кажеме стоп на фашизмот, стоп на угнетувањето. Благодарам.